Македонија за како теча преговорите? Имате ли црвени линии? Ние нашите црвени линии ги соопштивме на јавноста и секако држиме до тоа, отстапки нема, а сме влезени во разговори. Не сме влезени се уште во преговори, на самите разговори испраќаат надеж дека можно да се разговара и да се изнедат решенија. И знаете нашите ставови за фер позиционирање, рамноправност во преговарачки процес доколку се отпочне, но секако ги нотиравме од прилика целите кон кои што се стремиме, кои што се важни за нашата земја. Се надевам дека процесот кој што продолжува на 26 во клубот на пратениците ќе биде уште нисше кор повеќе, но истовремено надеждите ги насочуваме на после 26. Европската унија комплетно конструктивно во согласност со пријателскиот третман кон Република Македонија ги води максимално посветено. Зошто? Заради тоа што покрај тројцата пратеници, комесарот Хан и целиот негова екипа или неговиот тим се вклучени внатре, ги знаат сите детали за Македонија, што значи на еден принципелен основ ги таргетира почетоците на разговорите кои што се надевам дека ќе бидат преточени во конкретни сегменти на преговори, доколку се исполнат сите услови за фер третман и рамноправно позиционирање на сите во преговорите. Се договоривме дека и албанските политички партии треба да партиципират во целата оваа работа. Тоа и тие се веќе присутни на разговорите во клубот на претениците, така да во соодветен момент и тие ќе бидат комплетно вградени доколку се отвори преговарачкиот процес на сите детали и по сите точки кои што се теми за разговор. Ќе има ли олеснувач испратено во Македонија како е договорено? Едно од најавите е дека ќе биде не олеснувач, туку тоа ќе биде човек кој што ќе го помогне процесот како мониторинг, но и гарант. Тоа е многу важно, тоа е нашето барање, заради тоа што опозицијата се има испечено многу пати од страна на власта. Го знаете, тоа е лет пейпер или тоалетната хартија, после извештат за 24 декември, избирачкиот закон и неговата имплементација и слично. Гаранција од меѓународната заедница мора да има, тие се согласија. Секако ќе има представник кој што ќе биде испратен директно од комесарот Хан, но и тие се понудија комплетно да бидат посветени на целиот преговарачки процес. Тоа значи луѓето од кабинетот на комесарот Хан, лично комесарот Хан, пратениците со сите своји служби кои што ги имат овде на располагање, така да во овој дел се позитивни пораките секако за нашата земја, за да успее преговарачкиот процес доколку започне, но самите разговори можам да ги оквалификувам како успешни разговори за прва средба, кои што даваат шанса за успешен процес на евентуално отпочнување на преговори. Познавајќи го господин Груевски, дали сте оптимисти за негово публикување? Како се однесуваше тој, дали беше? Тоа се веќе детали. Јас ако ги коментирам, навистина би влијал на некој начин, односно би бил нефер, заради тоа што ветивме пред Европската унија дека тие ќе бидат тие што ќе ги соопштуваат сите моменти, ние ќе ги потврдуваме, но се што е детали во делот на разговорите не би било честно, не заради поставеноста на две спротиставени страни, туку за да му дадеме шанса на успех на преговарачкиот процес. Како ја оценувате изјавата на Лавров дека кризата е оркестрирана од надвор и дека Македонија не ги поддржува санкциите на Европската унија за Русија? И тој самиот, како што гледате, го дефинира како личен став и верувам дека ќе биде и личен став. Македонија не тежне кон федерализација. Македонија не тежне кон поделби. Тоа што нашиот народ го покажа на 17, но и една недела порано во Куманово, апсолутно е спротиставено на она што го соопштува господинот Лавров. Македонскиот народ поединствен, верувам, не бил досега во историјата. Тие се единствени кон очекувањата да се вратат универзалните вредности кои што доликуваат на секоја земја на европско тло во 21 век. Слобода, демократија, правда, фер иднина и добра шанса за сите е една од гордостите кои што ме водат и ми дават сила како прв човек од опозицијата, здружен со граѓанскиот сектор, со сите етнички заедници, е токму тоа единство кое што постои во нашата земја и верувам дека не постои ниту организација, ниту политички мотив, ниту било кој од надвор да ово го наруши. Ова е на здрави темели изградено и се надевам дека ние политичарите ќе имаме доволно памет да го искористиме за добра иднина на нашата земја. Доколку нема прогрес во преговорите, дали може да очекуваме наскоро повторно нова рунда на проектот Вистината за Македонија? Ние објавивме дека времено го сопираме овој процес со објавувањето на документите и доказите кои што ги поседуваме. Јас ќе ви кажам вака, пред самиот почеток на овој процес беа формирани вкупно 102 папки или случаи. 33 се само објави. Зошто 33? Сакавме да ги покриеме сите области
од секојдневието на граѓаните, отворените прашања и намерата беше да бидат соопштени вкупно 35 до самиот протест. Овде е случајот Смилковско езеро и уште еден случај, тоа е А1 телевизија. Едно го изгубивме како можност заради тоа што ги спречивме сите активности на опозицијата на критичните денови во Куманово и го изгубивме тој ден, а вториот е реално Куманово влијаеше врз нас да процесот Монструм или Смилковско езеро убиството го пролонгираме за одреден период. Но јас вистината ја ветив на граѓаните, таа вистина ќе биде обелоденета комплетно. Секако верувам дека граѓаните сакаат да слушнат што во суштина се случува со деталите со Скопје 2014. Не знам, процесот Шпиун, Детонатор, многу важни процеси за граѓаните на Македонија. Таа вистина ќе биде поделена и споделена со граѓаните на Македонија. Дали ајде позитивно да заврши цела оваа разврска околу преговорите, се изнајде некое заедничко решение? Останувате ли на ставот дека се што поседувате за Смилковско езеро ќе објавите? Сега. Јас реков, можеби таа вистина нема да ги задоволи очекувањата на сите, но е вистина. Вистината ќе биде соопштена заради тоа што ја барат прво граѓаните, но ја барат и родителите на убиените деца и возрастниот човек кој што е таму, роднините на затворените луѓе. Секако од оваа вистина никој не може да избега, ниту имам јас право да ја скрием од јавност. Јавноста ќе знае за вистината, она што ние го поседуваме, поврзано со Смилковско езеро.